Да, токму така. Секој петок, па и овој уште едно издание на Лидер на неделата и уште еден избор на Радио Лидер за Лидер на неделата. Петар Динковски е наш избор за Лидер на неделата. Од 2 декември 2019 година Петар Динковски е генерален директор на Верополус Скопје, но за сите оние кои што не знаат, и јас сега дознав што се работел во меѓувреме, нели, во однос на Верополус. Тој е дипломиран економист и е дел од Верополус уште од почетокот на првиот маркет, веројатно се сеќавате 97-ма, јас се сеќавам на првиот веромаркет во Аеродром, во општина Аеродром. Работел во секторот финансии, бил менаџер на маркет, регионален менаџер, менаџер на комерцијала, а последните 10 години всушност беше и комерцијален директор на Веро во Србија. Добар ден, добро ни дојдовте. Ова добро кажав се или има уште нешто за додавка? Добар ден, мислам дека е доволно за почеток. Благодарам на убавата најава. Драго ми е што сум овде денес со вас. Би сакал да искористам прилика да ги поздравам сите ваши слушатели и гледачи. И гледачи воедно, да. Така, и да се заблагодарам на поканата, да се заблагодарам на изборот за мојот избор за лидер на неделата, што секако представува задоволство, едно такво признание од една таква куќа како што е вашата. Секако представува задоволство, се представува и обврска од друга страна, така да само дава мотив повеќе да работам на тоа што веќе долги години го работам. Така е, да. Кога 97-та година се создаваше Веро, нели, првиот маркет во општина Аеродром, веќе го споменав. Знаевте, очекувавте дека ќе ви се случи да чекор по чекор стигнете каде што сте сега? Некако интимно барам. Секако дека имав амбиции големи. Амбициите ми беа поврзани да работам во некоја интернационална фирма. Веро беше една од првите интернационални странски компании кои влезе во Македонија после осамостојувањето и се едноставно укажа прилика да бидам дел од тимот на Веро. Почнав што се вика од финансискиот сектор, али секако тоа и мојата идеја и амбиција не ги задоволува и чекор по чекор, еве, после долги години, една убава макотрпна работа, дојдов на местото генерален директор на Веро за Македонија. Да. Кога некој од оваа перспектива сега во овој миг ве праша, што мислите дека е најважно? Што беше најважно што ве носеше или ве донесе после, нели, па и 10 години не се за подценување оние како комерцијален директор во Србија, нели, во Веро, како што е најважно за да се дотурка до каде што стигнавте? Ако сакаме да издвоиме една работа, мислам многу работи се поврзани. Што ви на прва ви паѓа? Упорност. Не, безкрајна упорност и желба за успех. Да. Тоа е прво што ми доаѓа на памет и тоа е нешто што ме прати цело време на мојата кариера. Така е, да. Вашата девиза во бизнисот е играј како шампион секој ден. Ова од времето на кошарката или? Секако бизнисот и спортот се многу заедничко испреплетени. Работите што се во спортот и во бизнисот можат исто така да се користат. Така да еден спој меѓу најдоброто од едното и другото дава одличен резултат. Играј како шампион секој ден е всушност мотото кој што те тера секој ден да остваруваш врвни резултати. Зашто ти можеш да дојдеш до врвот, како вика дека полесно да дојдеш до врвот, потешко е да се одржиш. Одржиш, така е. Ако ја имаш девизата играј како шампион секој ден, значи не дозволуваш некој да те симне од врвот кога ќе дојдеш на врвот. Така да едноставно тоа е мото кое што јас, и мојот тим сакам да размислува на ист начин. Има една можда анегдота, не анегдота, него ли правило што го правев ја тоа со баш таа парола што ја спомнавте. Во тоа време во канцелариите каде што работевме, секој имаше посебна канцеларија и ја на работените на мојот тим фактички една ноќ таа парола им ја ставив над вратата. Кога ќе затворат вратата од канцеларија, они ја гледат паролата директно према нивното место, од работно место ја гледат и сакав да го некако во подсвест да ја читаат таа мисла. И секој ден и се тоа што го прават да ја имаат мислата дека мора да биде врвно, шампионски и тоа да се повторува од ден на ден. И секој ден да направиш нешто подобро од претходниот. Да. Генералниот директор или генералниот менаџер на Веро,
колку често е во маркет, во еден друг трет, колку да види како функционира, како дише тимот, како велат, нели? Вие сте во еден тим, да речеме во управувачкиот дел, таму каде што можете да ги слушате работите, но колку ви треба другиот ветар да го слушнете, како велите вие, едно уво и друго уво ми треба. Едното е на потрошувачот, а другото е на вработените. Лидерство без присуство за мене не е возможно. Ако сакаш да водиш некој тим или одреден бизнес или одреден работа или спортски тим, мораш да си тука, да си присутен, да луѓето те гледаат, да те осетат. Лесно е да се раководи од канцеларија. И наредби само да. Да, така, само ги делиш наредбите, направи она и слично. Али мислам дека тоа не е долгорочно. Правите лидери се разликуваат со нивното присуство на теренот, односно на местото на случувањето. И тоа можеш да го Што прави Петар Динковски кога ќе влезе во Веромаркет? Сите ви се плашат па стојат мирно така како како велат кога ќе дојде некој политичар или некој, нели директорот дошол и сите сме став мирно, или? Не викам дека нема такво нешто, мада мојата идеја не е да они чувствуваат страв. Има почет, така е, да, кон вас. Јас работам на тоа да сите едни други ги почитуваме, независно од функцијата, независно од позицијата. Од што се вика оние што собираат колички до директорите на маркетинг, мене ми се подеднакво битни. И јас према сите покажувам почит. Истото сакам да го они имаат кон вас, ама не страва. Покажат при мене. Не страва почит, зашто мислам дека страва почита некад ги ограничува можностите. И едноставно луѓето не може да го дадат максимум кога работат под страв. Јас сакам да бидат слободни, да осеќаат почит према функцијата, према работата и према врските кои што треба да се ги завршат. Кога последен пат бевте во некој маркет? Денеска бевте? Вчера. Вчера? Да. И што се случи каде бевте? Тоа се шета меѓу полиција, тоа се гледа, директорот мора да види дали се сите производи тука, дали се изгледаат како што сакате, како што замисливте со тимот свој да изгледа во еден маркет, како да работите? Или не е баш така? Ние имаме обично начин на работа да одиме во непредвидливо време. Некој пат отиде да не кажете, што сте вие? Нали договорено? Не е со целта да луѓето бидат на шрек, него со целта да ги видиме работите онакви какви што се, а не нашминкани, да не кажам на некој начин да ги доаѓа директорот па да ги наредиме политика, така. Не дека нема такви случаи, имало случаи да се случа, да кажеме, доаѓам заедно со пријателот иде да земе количка и се враќа, до мене вика, веќе збора дека си во маркетот работените, брзо завршите ги работите. Али тоа не е целта и мислам дека тоа се инцидентни случаи. Мојата цел е да работат као да сме ние постојано таму и као да се функционира во текот на денот безпрекорно. И како беше во тој маркет, каде бевте? Па ние секој пат можеме да најдеме некои замерки. Нешто така е, да. Не е целта да се најде замерка, него целта е работите да се унапредат. И јас сакам и секој пат тежнеам кон совршенство. Мене секој пат нешто наоѓам да може да биде подобро. И тоа е некој начин на работа. Предизвикот да понудиме на потрошувачите најдоброто те тера да го подигаш и нивото на изглед на маркетот и нивото на услуга. Јас секој пат викам сакам Веро секој пат да биде на ниво на хотел со 5 звездици, значи све да биде безпрекорно. Од хигиената до услугата, до полиците, до музиката, се што е потребно за едно пријатно чувство на потрошувачот кога ќе дојде да пазар. Добро, и сега забелишките ги кажувате таму или си ги ставате во некој фолдер, па потоа се интервенира натаму? Не, на лице место разговараме и ги анализираме ако има одредени ситуации што треба да се променат, брзо се реагира и нема време. Нашата работа е таква да нема време многу за долгорочно планирање, мора веднаш да се реагира и да се спречи ако е нешто што е. Господин Динковски, што треба си да знае еден генерален директор на еден таков маркет како што е Вероплюс, како што е Веро? Зборувам, што треба си да знае? Значи, треба да знам кои се нашите добавувачи, кој ќе ни донесе, кој е, не знам, сервис кој што ни поправа, не знам, лупам, до кој ќе ни ги мести полиците, кој е задолжен за да изгледаат вакви полиците, нели, до се до детали. Така да работите или има некои шеми кои што веќе се установени, па тие треба да се следат? Јас сум долги години во фирмата, имам поминато скоро све, сите одели ги имам поминато, така да
За мене, за да се биде успешен тоа што се работи, мора да се познава работата. Од најмалиот детал до последните потребни детали. Ние имаме и таков систем на работа, секој во системот на унапредување и напредок у смисол од позиција во позиција, мора да ги помине сите фази на работа. И ако не ги поминал во тој период, онда иде на тренинг. Така да, како ја, така и сите вработени сме поминали тренинзи на работа со месо, на работа во пилјара, на работа со потрошувачи, на каси, слично. Секој мора се да знае. Едноставно, кога ја познаш работата, после многу е полесно да раководиш, управуваш и ги разбереш потребите, а и очекувањата од страна на вработените. Вради ме повторно на приказната Верон, или... Секако, со задоволство. Да, но сакам да прашам, што мислите дека треба да поседува еден човек за да биде лидер, генерално? Кои се нештата кои што треба да ги поседува? Па, има многу теории за тоа што треба да поседува еден човек за да биде вистински лидер. За мене, вистинските лидери треба да всушност ги гледаат работите подалеку од другите. Треба да ги работите ги гледаат повеќе него од другите. И треба да ги гледаат работите пред другите. Тоа се карактеристики кои што треба еден лидер да ги има. На визијата што сака да постигне од својата работа и од својата лична работа и од работата на својата фирма е еден од главните работи на секој лидер. Или карактеристики, да. Сега, за да твојата визија биде прифатена од страна на тие што треба да ја раководат, има една изрека, вика, лидер е оној што своите идеи треба да ги сработат другите, као да ги сработиле на база на своја желба. Сега да не биде нешто што е кажано како наредба, туку да он посака да го направи, така? Баш така, да. Они посака да го направат тоа што ти си го замислиш. Точно, да. Сега кога ќе го направиш тоа е уметност. Сега да го постигнеш тоа да масата од вработени го направат тоа. Ние сме преку 1100 вработени, сите треба да размислуваат во тој правец. Сега треба да се најде начинот, што викам ја, уметност е да се најде тој начин како сите ќе ја следат визијата и ќе одат кон остварување на целта. Сега во тој однос е многу битна, секој лидер мора да биде одличен комуникатор, да знае начинот како ќе ја пренесе идејата и визијата, другите да ја следат. Така. Ако он е добар комуникатор, ќе го најде начинот и другите ќе веруваат во тоа и ќе го пратат. Сега, тоа се некои си основни работи. Да. Сега, да поседува на некој начин харизма, да биде оптимиста, да верува во тоа што го прави. Да биде шампион секој ден. Да биде шампион секој ден. Да ги натера другите да бидат шампиони заедно со него. Значи, да вложува во вработените за да ги направи подобри пред се и луѓе, а и запослени. Така да мора да го пренесе тоа на вработените, зашто он као единка не може тоа да го заврши, мора тимот да го заврши. За да го заврши тоа тимот, он таа идеја треба да ја пренесе на нив, оние да ја прифатат и да го пратат. Самиот збори лидер, лид, значи води, значи во водењето. Во водењето, али најдобар начин на водење е преку сопствениот пример. Значи ти, како што претходно зборевме, мора да си дел од тоа што се случува и да предводиш преку својот пример. Како кажавме, лесно е да се води од канцеларија, спушти се доле пред тимот и води. Сега посебно беше карактеристично што до негде имав и малку и замерки од некои други колеги во времево на корона кризата, која што се уште за жал трае. Многу ми советува немој да идеш по маркети, имаш многу контакти, заради контакти, мора да се сочуваш, да не се разболиш или слично. Повеќе во канцеларија. Мене па остани повеќе во канцеларија, затвори се, слушни ги ролетите. Што во суштина не е мојот начин на предводење. Јас намерно со
што се Сиот вика ризик, сиот да. ризик што ја носи професијата, посебно знаете каква е нашата професија. Не, секој ден бев во маркетите, секој ден бев со луѓето и секој ден гледавме како нормално и да ги заштитиме пред се и вработените и потрошувачите. А некако последно беше ние сами да се заштитиме, али еве да чукнем дрво што се вика се испадна. Добро е готово добро, сега, како што- вакцина има и крај. Сега То, сме тоа е тоа. вакцинирани И втора доза заштитени. така готово. Да. Да. За среќа, благодарност До соседите. до соседите, да. Сепак до соседите, да, Да, најголема за благодарност, да. Лидер и самодоверба. Тоа е едно прашање кое што секогаш ме мачало, нели низ годиниве воопшто. Нели имало луѓе тука на вашето место кои што седеле, нели сме зборувале за лидерството и вела дека секој од нас е лидер. Дека нели така треба некако да го сватиме животот, дека не мора да си директор за да бидеш лидер, туку да го живееш животот и да создаваш нешто за што си сонувал, така и тоа е некакво лидерство. Во таа насока што мислите, дали само лидерот и самодовербата, нели, кога би ги ставиле на едната и на другата страна, самодовербата се учи или се гради низ искуството и годините, или има врска и тоа дека мама, тато, нели во на младост, детство и така натаму, треба да ви велат браво, доби петка денеска, нели, па да ве подбутнуваат, па оди на англиски, па оди вамо, па оди тамо. И тоа е некаков начин на создавање на самодоверба од страна. Каков е вашиот пример? Видите, лидер без самодоверба Не е лидер. Да. Не може сега лидерот да каже еве некој Да, еве да кажете нешто, а да не верувате дека е баш така. Да, Така или да не си ако- верувате самиот. Ако не верувате у тоа што го правите, и ако не верувате во себе и своите карактеристики, тоа не им го покажете на вашите, да кажем, следбеници или Така е, вработени, да. автоматски не можете да очекувате дека ќе ве следат. Тоа исто е сам, како што ме прашувате, ми доаѓа филмски гледано мојот омилен филм Храбро срце со Мел Гибсон, која ја предводи војската. Да. Он е прв во борбените редови. И стравот што постоеше кај војската е всушност надминат со неговата самодоверба дека може да испаднат победници. Така. Значи мора да има самодоверба, без разлика во кој сегмент се работи, мора да се има самодоверба или да се покаже самодоверба, зашто само на тој начин може да се успешно води тимот. Иначе тимот не можеме да кажеме ајде ја реши и се сокриеме, ама не знам дали Не ќе знам баш дали е победиме, вака. али вие трчете напред. Јас сум тука позади вас, ве гледам, јас мислам дека ќе победиме. Да, ајде, трчете. Не може, тоа не функционира. Така и у бизнисот. Така се направиме некоја Да, метафора, паралела така, со да кажеме со тие моменти, али мислам дека е слично и во бизнисот. Да. Значи, А во однос на вашата младост и детство, како беше и вашите родители? Имаше некое такво, можеби од страна сега гледано години назад, какви биле тие? Бевте вие председател на клас, ги носевте тие лидерски способности кои што тие ги видоа па малце ги подпутнаа кај вас? секако дека беа. Сега, она доаѓаме до она прашањето дали лидер се раѓа. Се раѓа или се создава, да, и тоа е така е, да. Секој човек има некој свој талент. Ја им предлагам на младите, па и некои што се тинеџерски постари години, истражувајте, пробувајте што повеќе работи. Пробајте да го откриете талентот. Значи секој човек си има некој талент што може да е сокриен, може да го има и го поседува. Кога ќе го откриеш талентот, треба да работиш на развивање на талентот. Значи само таа комбинација помеѓу талент и работа на талентот и секојдневно усовршење секој ден, доаѓа до ситуација да дојдеш до некое врвно достигнување. Талентот како талент не е доволен. Работата како работа не е доволна. Комбинација меѓу талент и работа е идеална комбинација. И сега, некој има поише талент за лидерство, некој поише има за спорт, некој има за нешто трето. Имаме многу случаи и кажуваме као каков талент беше, ама ништо не успеа. А од други ситуации имаме и кажеме роден да биде тоа и браво. Значи он го имал талентот, работела тоа и станал нешто. Тоа е тоа. Така да ние секој пат треба да го препознаваме талентот и мислам дека и школскиот систем треба да се формира така да ги извлече најдобрите страни од страна на учениците, на младите и да ги усмери во тој правец. И што не сум сигурен дали кај нас се случува. Не сум сигурен јас. Да. Така да ако имаш талент, треба да го развиваш понатака и континуирано да го напредуваш и учиш како да го напредиш. И јас ова што го кажавте као
мал се издвојував, не можам да кажам дека не се издвојував. А по финансиите бевте секогаш, вие бевте благајникот во дома, во семејството, таму беше тоа. Вие знаевте дека ја знам дека ќе успеам еден ден ќе бидам банкар или можеби финансиски директор. Така некако беше прикажната или? Па дека се бавив со финансии ше од мали ноги, тоа почна со, да кажеме, и факултетот и со работата на брат ми која еден беше од менаџерите на првите дискотеки. Да, и вие кај вас за парите, така? Ја бев одговорен за парите. Ја бев економистата во фамилијата, така. Али уште од тоаш почнав и претходно во групирањето на училишните групи, во председателството во основното училиште, во средното училиште исто бев два пати председател, и прва година и четврта година бев заменик председател и на младината во таа година. Така да имав такви некои си афинитети, амбиции и полека преку факултетот, преку континуирано учење ги градев. Имаше исто, слушнав една изјава од еден исто бизнисмен или човек, дека немал узори во животот. За мене тоа малку идеалистички. Ние сите имаме узор. И без пример никаков и без идоли, мислам дека, или? Секој мора за мене да има узор, зашто узорот всушност веројатно сите го избираме, узорот е некој што е изнад нас. Или идеал. Да. Значи ние стремиме кон идеал. Ја во секој период на мојот живот сум имал некој свој идеал. Во детството, како што го спомнавте, родителите или слично, мене брат ми беше идеал. Па после како влегов во образованието, мајката ми беше идеал, беше професор по биологија, па после татко ми беше директор на геолошки институт, па он ми беше у директорскиот период идеал. Што тежнев. И некако така период по период си имав своји узори, идеали и во фамилијата, а подоцна и во луѓето во светски рамки, лидерите во светски рамки. Дојдовме до лидерите. Ајде кажете ми, на кого му се восхитувате? Кога сме лидерите во светот? Прво од нив да почнеме. Па лидери има од разни професии. Секакви сфери, така. Не зборуваме само за политика тука, зборуваме воопшто. Така, општество, лидери, да. Може да се издвојат лидери од, да кажеме, од политичка смисла, лидери од шоу-бизнес смисла, музика, филм. Слушам. И слично. Од спортска смисла, така да секој пат можеш да земеш некој идеја од било кој да ти биде узор. Јас сега вака да набројам некои лидери кои што можда сум слушал и читал и слично, можда би кажал нешто теоретски, дали бил Џон Кенеди, Рузвелт, Мендела, Ганди или слично, све тоа може што сме читали или слично. И јас би го извел некој што мене барем ми оставил впечаток, зашто сум живел во тоа време и сум бил дел од таа приказка во бивша Југославија. За мене еден од најголеми лидери што воопшто јас сум бил дел или што сум запознал или што сум читал е Јосип Броз Тито. Можда вака се не знам како звучи овие наши нови политички менувања на размислувањата, што не во секоја од бившите југословенски републики мислењата се исти, дури се поделени. Али ја имав многу време и шанса да видам за животот и делото на Јосип Броз Тито, посебно зашто на некои мои млади години бев дел од таа приказка, а на некои можда средни години бев и дел, пошто работев, како што рековте, во Белград 10 години и некако стално кога доаѓаа гости од Македонија, стално прво што сакаа да посетат куќата на цвеќето, каде што е и меморијалниот центар на Јосип Броз Тито. И некако секој мое идење во куќата на цвеќето, ја откривав некои нови интересни работи во врска со животот и делото на Јосип Броз Тито. И што е интересно, што фактите тоа го потврдуваат. Он стварно бил човек со визија, стварно имал човек идеи што се ненадминати во минатото, а можда ќе бидат и во иднината. Значи, прен возможил да една држава која таква каква таква гледаме колку тешко се обстојува, ја држи заедно толку години и да се развива, се развива и биде успешна. Ако се сеќаваме, развојот на Југославија во тоа период, ако го гледаме окружувањето, беше
ние бевме во таа земја и пред Бугарија, Маđarска, Чехословачка и пред сите тие. Значи, он имаше една визија која ја направи земјата едно убаво место за живење. И можда сега ќе најдеме и забелешки, така, али тоа е помал дел од мнозинството, значи од она што беше како придобивка. Јас секој пат кога зборам за лидер, значи имаме лидери кои може да бидат негативни, деструктивни, али пак се лидери. Имаме историјата покажала во војните и слично. Али за мене он е лидер во позитивен смисол да државата се развива, социјалниот мир е присутен, има идеи кои обединуваат, а не кои разединуваат. Ќе го кажам пример едно, штафетата, например, као идеја. Значи, пример како го обединува народот. Тој, да. Значи, 22 милиони, така бевме, толку бевме, така. Така. И сега, ти си дошол до една идеја да штафета од Љубљана од Триглава до Гевгелија, значи од рака по рака, и тоа да се дојде да бидеш дел од тој што ќе трчи со штафетата, треба да си некој, така. Јас знам колку луѓето сакаат да бидат дел од таа приказка. А не беше тоа наметнато. Него тоа беше идеја кој луѓето ја пратеа, кој луѓето ја сака. Па или да дојдеш да бидеш дел од оној 25 мај што сега ни предстои. Во Белград да бидеш на тој. Тоа беше да си привилегиран, да си почестен. И тоа не беше со притисок, него ли беше као дел идеја која што функционираш. Па у тоа време, ако се сетиме, и работните акции, да идеш да работиш бесплатно со месеци негде да градиш пруга или патишта или слично, и за тоа да дојдеш до тоа, ние бевме дел една група мои пријатели. Сте биле на работна акција? Не пативте вие, добро, да. Не, ќе ја кажам случката. Всушност ние бевме пријавени за работна акција. Добро. И нас ни рекоа дека за да можете да идете на работна акција, онаа што е државна работна акција, мора да поминете 3 работни акции во локално, за да добиете право. Значи, не можеш да се пријавиш и да идеш одма. Него ли можеш да добиеш право, значи. Цигла. И ние за жал тоаш бевме млади, малку што се вика другачи однесувавме и не успеавме да проминеме третото скалило да отидеме на таа државна акција. Значи поминавме 3, али беше многу интересно тоа да се помине и на тој начин. И што е една исто интересна работа е во куќата на цвеќето, а и сега баш со оглед дека беше 4 мај, па имаше доста прикажување на неговото дело. За време на неговиот погреб од, да кажеме, 128 држави во светот, метафорички кажано, 126 председатели или представници на држави беа присутни. Ја мислам дека тоа во историјата на светските манифестации од тој поглед се нема случајно. Значи тоа покажува дека се работи за една изворена лидер. Да, во буквален смисол на збор. Така. Ако го зборуваме за лидери кај нас, што би ми рекла сега? Сега знам дека никогаш бизнесмените не сакаат да зборуваат на тема политика, така, на тема политичари и зборување за тоа, ама генерално, има ли лидери во политиката, има ли лидери во бизнисот? Има ли карактеристики на лидерство кои што ги гледате кај нив? Секако дека има, не можеме да кажеме дека нема. Во секој домен на работењето има одредени лидери. Мада мислам дека на Македонија и фали лидерство. И фали поголем број на лидери. Тоа сега да ве прашам, како да ги натираме младиве? Тоа девизата да им биде дека треба талентот да го бараат. Ние ако потргнеме со образование, ние тамо немаме. Така, ти ако си талентиран за уметност, никој нема да те исапи, нели? Пошто тоа ликовно, физичко, сега да ми простат сите оние професори кои што се, ама нели така било, па така и сега. Нели нема да го видат тој талент, затоа што е многу важно да е македонски, да е математика, да се природни науки, нели? Се тоа треба да знаеш. Не мора се да знаеш ако си талентиран за уметник. Така, ако си новиот Ван Гог, зошто мора да знаеш македонски? Мислам, може треба македонски, ама биологија може би не треба, или не мислите така? Прво нешто го кажав, ја мислам дека и образованието треба, посебно професорите и наставниците, треба да се во полза како на децата да ги развијат способности. Тие способности, да. Значи да се препознае талентот и да се гради тој талент и да се усмерат децата да го градат тој талент, зашто многу деца можда никој пат и нема да достигнат до ситуација да го тој талент. После кога ќе се тој талент едноставно препознае, треба да се работи на него.
Значи ние и општеството треба да се промени нашиот ментален склоп за да се едноставно гура тие што се талентирани деца, да се истакнуваат. Кај нас на Балканот вика во Србија исто така го спомнаа, све ќе ти опростат, ама успех нема да ти опростат. Не сега да кажам дека е тука кај нас така, ама едноставно ние мора да ги да градиме што се вика на некој начин понатаму, зашто кажавме талентот не е доволен, мора да се гради понатаму. И треба повеќе работи да се смена за да може да бидеме успешни. Ова талентот или успехот нема да ти го простат. Морам да ве прашам и да бидете искрен, сакам. Кога бивте тука, па потоа во Србија веројатно сте го немале тој проблем, но повторно сте кога сте тука сега. Колку има такви муабети околу врски? Јас мислам дека во Македонија има најмногу муабети околу тоа, примигови зашто е мој. Колку директорот, нели пријатели, секако имате пријатели, не може живот без пријатели, така? Не би бил живот, предпоставувам. Колку има такви работи или гледате да ги избегнете, да им кажете ако го бидува, ако е професионалец бива, ако не, нема да остане на работа. Секако дека има притисоци, не викам дека нема. Сега е работата колку може да одделе на притисоците. Да. Зашто всушност се тие компромиси што се прават или кога ќе дојде некој вработен на несоодветно работно место, ќе ви направи тоа е проблем во најава. Значи проблемот во најава треба да го решава тој што е над него. И сега ако сакаме тоа така да го направиме и тоа у континуитет продолжува, всушност фирмата се доведува во прашање. Што им викате на пријателите, не ми се јавувате за врски. Нека се пријави на конкурс, а ако го бива ќе го примиме. Така ли? Така е. Ако ги задоволуваат критериумите кои ги бараме, нема да има проблем. Ако не ги задоволува, жално. Значи едноставно мора да функционираме на начин квалификувани луѓе на квалификувани, односно на места кои се потребни такви луѓе. Зашто се противно е тапкање на место или идење на назад. Да. Другата година славите... Тоа е за фирмата, тоа е воопшто за државата, за секоја организација. Така. Другата година славите 25 години, така? Така е. Да. Имате нешто како смислено, вие како генерален тука? Па имаме неколку идеи. Што ќе биде тоа, со што ќе се одбележи тоа? Юбилеј, голема. Така е. Голема бројка. Четврт век, 25 години, всушност многу генерации помина во фирмата. И јас се надам дека ќе биде нешто невообичаено, во план сме нешто да направиме. Цела година ќе биде таква година кога ќе се празнува или ќе биде само периодот кога, не знам, 97-та дошол Верополос во Скопје? Како знаете како идеи полно. Аха, добро. Само собирате сега, да, има време. Така е. Нешто што не можеме да го предвидиме е ситуација во која што се наоѓаме. Па дајте готово, више не правиме моведни за ситуација. Да, јас и вие немаме проблем, али... Па вие во ковид време сте овакво сте добри во бизнисот, така? Ако зборуваме за Така е, сме добри. Да. Значи оние што ќе ги не треба да се жалите, така, да. Најдобрите се покажуваат во најтешките времења, така да ние сме едни од нив. Али всушност идеи има повеќе, размислуваме, ништо се уште не е дефинирано, али се надеваме дека и набрзо, како што поминува времето, и идеите ќе бидат презентирани. Како изгледа еден ден на кога почнува, кога завршува работниот ден на генералниот директор на Вера? Па нема работно Има почеток и крај тоа? Додека спиеме мозокот работи, така да некој формално работно време почнува од 8. Добра. И трае додека има работа? Да, додека има работата, нема крај. Имате и овакво креветче во канцеларија, па и таму преспивате. Шегувам само. Не, како дома? Како после дома? Или дома ги имате врските? За успех преку ноќ има многу непроспиени ноќи, така да и секој ако голем бизнесмен или директор или собственик има кревет во својата канцеларија, малку да прилегне и да продолжи денот понатаму да работи. Да. Јас кога ќе се вратам пред 7-8 сат ми вика што се случило, да ми вика што се случило, што толку рано. Навистина? Навистина, да. Да. Сопруга, деца? Така е. Да. Колкави се тие како дома? Може ли да лидерот да биде лидер и по дома? Домот го гледам као место на собирање енергија и полнење на батерии. Така да лидерската улога дома ја препуштам на другите. И јас повеќе уживам што се вика да малку одморам, прочитам некоја добра книга,
што сакам и обожавам да читам, дел од менторството се читањето добри книги и користењето на идеите и правилата и праксата стана на големите бизнисмени и идеалисти, така да едноставно таа улога ја препуштам на останатиот дел од фамилијата и им верувам едноставно дека они ќе го направат правилниот избор, така да... Добро, тоа вака, кога пластично би го објаснила, би било вашите деца, например, ќе посакаат да денеска, како лидери, нели, тие се лидери денеска, и посакаат да одиме, не знам, некаде. И вие сте тој што вели, одиме. Или како да преводите? Па вообичаено, сега веќе они се во таа возраст да се веќе големи, сега поише не ме бара финансискиот аспект за нивно додење него ли физичкиот. Али добро, све сиде со годините така да и тоа е потполно разбирливо. Да. Време за себе, тоа е она време за себе кога сте дома, кога собирате енергија? Време полните батерии, за или? себе, читање книги и кошарката. Кошарката останува сепак. Кошарката останува, да. Кошарката останува вечна љубов. Така да се уште сум активен, можда не физички толку поради не сум више активен судија, се сум активен контролор и делегат на судиите. Така да сум член на разни судиски организации во регионот и во Македонија и работам како да од судиите направиме подобри и судии и подобри луѓе. Значи уште една задача во еден сегмент. Правец на тоа како да ги направиме луѓето подобри, а и самата организација. Кога ми рекоа дека треба да зборувам со вас, не треба да се заборави дека сакате да бидете и оној кој што ќе биде со добра чашка алкохол и со пура и да ужива, а? И тоа е дел од лидерството? Јас исто така имав од една организација бев избран за джентлмен на месецот и така да и тоа ми беше, им представуваше задоволство, снимавме и емисија во тој правец и тоа е неизбежен детај. Едно чаша добро вино и пурата се неизбежен детај од джентлменството, така да уживам со пријателите, го правиме тоа, мада се поретко и поретко од ситуација. Дел е работното време и обврските што ги наметнува работата, дел е и ситуација некако не можеме да се организираме и да се... Уште неколку работи сакам. Најтешката одлука во вашата кариера, која би беше? Кога? Најтешка одлука? Да. Па, всушност, јас сум имал пеќе одлуки во кариерата, како во бизнисот, така и во спортот и во животот. Некако да изберам која би била најтешка, не знам како би се одлучил. Имаше вака кога ми се сеќавам на периодите во минатото, во време на војната криза, Македонија 2001, кога на некој начин тето беше под опсада, патот Скопје, тето имаше многу несречни случаи и слично. Јас, она што го спомнавме, мораш да си присутен со луѓето. Мораш да си, како во Храбро срце Мел Гибсон, така? Да, баш така. Требаше да се патува за Скопје до тето. Ја тогаш бев на позиција регионален директор за Веро во Македонија. И сега тоа се деса неколку немилни настани на патот слично. И сите препорачуваат да не се патува на тој пат. Едноставно е опасно, не знаеш што може да се случи слично. Баш прав смисол на тоа. Али јас немав двојба, зашто тетово маркетот работеше. И никој пат не затвори и работеше по такви услови какви што беа. Како што денот беше траеше, некако они работеа, после како ноќта доаѓаше, малку се стишуваше, немаше толку работа, али работените доаѓа и продолжија да работат. И јас тогаш едноставно немав дилема, ја запалив колата и трнав на патот. И тоа имаше таа една доза што се вика на неизвестност, дека патот, тоа се 20-30 минути пат. На патот немаше ни една кола. Значи бев сам ја. И само самиот во изборот да патувате до тетово. Да, изборот беше мој, чак ми им препорачува, нема потреба. Али јас сакав да им дадам на тие луѓе таму што имаа храброст и што доаѓаа секојдневно на работа и што беа пожртвувани за фирмата и за работата, им дам дека јас сум со вас и ќе бидам цел ден со вас и ќе останам там. И се сеќам баш добро, не може да ми избегаат мислите од тоа, кога патував, и само ќе видам некои силуети таму по брдата како се движат и слично и викаш
Валја не сум ја таа среќа. Или ќе стигнам или не, се али шегувам немав само, дилема. да. Отидов таму, чак имаше неколку куршуми што падна над Веро влезот, како што ни е зградата, над влезот, баш јас кога влегов, два куршуми удрија горе во зградата и падна баш пред влезот. Али немав дилема околу тоа и се гордам што го направив. Тоа е една случка што може да е тешка, ако може да се каже. Па најубавата, мислам дека е мојата одлука што заминав во Белград и поминав 10 успешни и убави години во Белград. Таа беше најубавата. Да. Добро, и пред крајот морам да ме прашам уште нешто. Вели една мисла, нели има куп мисли за тоа како треба да изгледа лидерот, што значи лидерство и така натаму, но мене особено ми се допаѓа една која што вели дека секој лидер кој што на својот пат сопствен создава нови лидери, оди кон совршен лидер. Така е. Колку Петар Динковски создаде лидери, докаде сте на тој свој пат и создавањето на луѓе кои што ќе бидат лидери или веќе се лидери? Па, многу убаво кажете, значи успешноста на еден лидер се огледа во тоа колку он успешно ги направил своите соработници. Така. И јас се радувам кога моите соработници напредуваат и се развиваат, или кога, независно дали е во фирмата или надвор во фирмата, имаме многу соработници кои едноставно ја виделе својот потенцијал и излегле од фирмата и напредувале на други работни места. Значи мотивот да се работи со своите соработници и да ги направи секој ден да бидат подобри од претходното е најголемиот мотив мој као лидер. Значи близко сте до совршен лидер. Тоа треба другите да го кажат. Да, и за крај, не ме прашав вас такав, казни и награди постојат во Веро? Кога е тимот во прашање? Во секоја организација постојат едното и другото. Мојот начин на раководење е да ги мотивирам со награди. Така кажете, нема казни таму, има само награди. Кој ќе покаже резултати, ќе биде награден и ќе иде напред понатака. Супер, ви благодарам за ова учество и се надевам на следни сработки. Благодарам за поканата. Драго ми е што постојат вакви емисии кои што ги негуваат убавите работи кај луѓето. Се надевам дека Македонија ќе се горде во иднина со многу нови млади или добри лидери. Без разлика на годините, Македонија е потребна да има добри лидери и да иде државата понатака. Така. Ви благодарам на сите и на оние на 107.4 и вам кои што не следавте. И овој петок секако се гледаме и следниот петок со нов лидер на неделата.